Обен Крампа увезува половен мебел за да го продаде во неговиот роден град Акра. Инфлацијата во Гана достигна 40% оваа година, а вредноста на валутата е речиси преполовена во однос на американскиот долар. Количината што ќе искористите за увоз, да речеме еден контейнер, овие денови треба да ја удвоите сумата. Истата стока, истата количина, но количината е двојно зголемена. Низ целиот свет централните банки воведоа нагло зголемување на стапката во обид да ја скротат инфлацијата предизвикана од зголемените трошоци за енергија. Федералните резерви на САД ги зголемија каматните стапки 6 пати во 2022 година за да го зајакнат доларот. Луѓето купуваат стоки, продаваат, но има временска разлика меѓу нив. Ако за тоа време валутата се промени, производителот или купувачот може да загуби пари. И се тоа, запомнете, исто тако е поврзано со инфлацијата. Неизвестноста ја погоди светската економија. Прогнозите за растот само 2,2% од 2023 година, што е намалување од над 5% минатата година. Зголемувањето на глобалните каматни стапки ги зголемува трошоците за задолжување и ставаат многу домакинства, фирми и влади под зголемен притисок. Војната на Русија против Украина ги влошува и условите за земјите со ниски приходи. Многу од нив се особено ранливи на високите цени на храната и енергијата и покрај тоа поврзани со глобалните финансиски услови. Го зголемуваат ризикот од натамошно нарушување на долгот во тие земји. Таа вознемиреност се чувствува акутно во Шри-Ланка, која трпи својата најтешка финансиска криза од независноста во 1948 година. Владата не ги исполни своите долгови во мај, бидејќи инфлацијата достигна 70%. Не можеме да си дозволиме да купиме пилешко, риба или друго месо. Јадеме само зеленчук. Тешко ни е дури да ги испратиме нашите деца во училиште, па дури да им обезбедиме соодветен оброк. Поминуваме низ многу тешко време. Низ целиот свет работниците бараат подобри плати, бидејќи инфлацијата ги јаде нивните плати. Во Британија медицинските сестри и работниците од брзата помош треба да организираат штрајкови во декември. Морав да намалам многу работи со децата кои не можам да си дозволам да им ги обезбедам поради високите трошоци за живот. Се предвидува дека инфлацијата малку ќе опадне во 2023, но со оглед на тоа што војната во Украина се уште бесне и високите цени на енергијата, новата година ќе донесе мало олеснување за милиарди луѓе кои се борат за да издржат.